Сакам накратко да го изнесам и моето мислење во однос на ова законско решение за изменување и дополнување на Закон за заштита од пушење. Навистина морам на почетокот да кажам дека е потребно законско решение за Закон за заштита од пушењето и ако основната цел е да се заштити здравјето на граѓаните, тогаш навистина треба да има поддршка на вакво законско решение. Затоа и досега кога се носел и основниот закон сме давале поддршка и реков дека лично сметам дека има основа да во затворените објекти така натаму, таму каде што е предвидено да има забрана од пушењето да го има. Меѓутоа, измените на законите овде во Собрание на Република Македонија, кои што ги предлага владата, мислам дека се предлагаат во една постапка без при тоа се направи сериозна една анализа кои се надоследностите од примените на законски решенија. Не е само ова законско решение што е денеска на дневен ред и не е само анализата или неправењето на анализа која што го направиле во Министерство за здравство, туку во сите сегменти на општественото живење владата многу ретко прави одредени анализи кои што се однесуваат пред се на функционалноста на ова законско решение. Дополнително мислам дека владата воопшто не води сметка за тоа дали имаме колизија на одредени норми од одреден закон кој што произлегува или црпи надлежност одредена институција и со некои од другите законски решенија и тие норми да бидат усогласувани и на основа на тоа да имаме еден сериозен, аргументиран пристап кога разговараме во однос на ова законско решение. Иначе мислам дека премногу се даваат образложенија кои што се само за да имаме образложение и да се повикуваме дека ова се европски норми на основа на кои што ние ќе мораме да ги примениме, засилиме моментите на надлежност врз примената на Законот за заштита на пушење. Зошто го кажам? Значи, има различни модели на Закон за заштита од пушење во Европа. И тоа не се унифицирани норми врз основа на кои што ќе можеме да кажеме ние сме избрале модел кој што е застапен во делот на Европската унија. Точно е дека има директива која што ни дава обврска да можеме да го уредиме тоа со законско решение, меѓутоа не е унифициран модел врз основа на која што и ние како кандидат за членство во Европската унија ќе мораме тоа да го направиме. Имате земји во кои што е дозволено пушењето во одредени објекти, кои што се делат на објекти за пушачите и за оние кои што не се пушачи, дури и земји во кои што е комплетно дозволено пушењето во одредени во затворените објекти. Меѓутоа напоменувам дека и уште еднаш кажувам, според мене е потребно да имаме законско решение кое што ќе регулира заштита од пушење, меѓутоа дали е вистинскиот модел, ако ме прашате мене, мислам дека не е. Без разлика што сум дел од граѓаните кои што припаѓаат на оние кои што не пушат, меѓутоа сметам дека мора да имаме законско решение кое што ќе биде избалансирано и дополнително применливо. Сега, што е она што навистина имам сериозна забелешка во делот на аргументите за носенето на овој измена на Законот за инспекцијски надзор, односно за Законот за пушење. Кога велам дека треба да имаме во предвид дали имаме одредени колизии на нормите, ние имаме предлог, односно имаме Закон за инспекцијскиот надзор, во кој што сме кажале дека сите работи на инспекцијскиот надзор ги вршат инспекторатите кои што се во состав на министерствата, освен во областа на даночното, царинското и финансиското работење. Тоа значи дека даночните, финансовите инспектори, инспекторите кои што работат во царинското работење не можат да вршат инспекцијски надзори, освен во посебните постапки за вршење на инспекцијски надзор во даночната сфера, во царинската сфера и во финансовото работење. За да сега со измене на ова законско решение
вметнуваме дека може и даночните инспектори да бидат, односно да вршат инспекцијски надзор по однос на ова законско решение и се остава простор да може да применуваат соодветни санкции за објекти во кои што е забрането пушењето. Исто така, вториот момент кој што е да може и полицијата да врши надзор од заштита од пушење во објектите низ Република Македонија. Тоа навистина ми ја создава таа дилема дали вистинската причина не е нормирањето на нешто што е пракса во земјите на Европската Унија, туку за да можеме да создадеме еден нов механизам за полнење на буџетот на Република Македонија. И зошто ова го кажувам? Значи, ако погледнеме статистички податоци, колку биле казните во буџетот на Република Македонија во еден изминат период, 2006 година, колку се сега казните во Република Македонија, сигурно дека министерот или било која страна на владата ќе рече да, сега имаме поголем инспекцијски надзор, да се содаде поголема финансиска и секаков вид на друга дисциплина. Меѓутоа гледаме дека секој дневно, односно секоја година во буџетот, вие ја зголемувате ставката за приходи по основна казни. И ако е тоа така, значи не може однапред да ги предвидите казните колку би биле како приход во буџетот, меѓутоа бидејќи тоа се прави, сега се создаваат законски механизми како може да се реализира таа ставка. Како можеме да ги зголемиме казните во буџетот на Република Македонија, односно приливот на средства по однос на овој закон, и сега најдобра варијанта е дајте да ги внесеме и полицајците во една ваква активност, и тие да можат да вршат надзор, и тие можат да казнуваат, и на тој начин можете директно како влада да влијаете во начинот на полнењето на буџетот преку полицајците или преку даночните инспектори, они кои што немале до сега надлежност по ова законско решение. Сигурно дека законското решение кое што предвидува сега дека и инспекторатот, односно просветниот инспекторат ќе може тоа да го прави во училишта, е заради заштита на деца и така натаму. Тоа си е во ред, меѓутоа аргументацијата која што се изнесува не сега, можеби на комисијата, дека тоа е заради зголемен број на заболувања, канцерогени и така натаму, ние не слушнаме на сериозна анализа колку е тоа зголемување, која структура на население, до која возраст и така натаму има зголемување на болестите канцерогени во Република Македонија, за да можеме да тврдиме дека токму овој закон е причина, односно не вклучувањето на полицијата, на даночните инспектори и така се причина за зголемувањето на бројот на заболени по однос на ова законско решение. Така да сметам дека мораме да пристапиме сериозно со една сериозна анализа при носење на законите воопшто при предлагањето и да видиме кој е проблемот при примената на ова законско решение. Дали имаме селективна примена на законското решение во Република Македонија? Сега во момент. Дали во сите институции на Република Македонија се почитува законот за заштита од пушење? Дали во сите општини се применува законот за заштита од пушење? Дали имаме одредени градови во кои што во било кој отворен објект влегувате, секаде се пуши без поговорно, без никој да влијае, и за сметка на тоа имаме општини во кои што се влегува и се затвораат објекти и така натаму со сериозни казни, без да се води сметка за таа една активност. Еве, погледнете го и законодавниот дом, дали тој што го носи ова законско решение за примена заштита на пушењето, се почитува законот внатре во законодавниот дом? Не. Не се почитува, а ако не се почитува овде во законодавниот дом, кое право имаме ние да бараме дека некој треба надвор да го почитува и да продаваме демагогија пред македонската јавност дека ние сме за заштита од пушење
на сите други категории, ама ние први тоа нема да го почитуваме овде во законодавниот дом. Благодарам.